дали би оделе во насока повторно за да се субвенционираат тој поем иновации, како што спомнавте, некои што се веродостојни, некои што се вистински во тоа што го прават под тој назив на иновација и како ќе биде ситуацијата од другата страна, бидејќи еве сега некое мое мислење да изнесам на таа тема е дека самиот тој модел на иновација и фонд на иновација некако мене ми звучи искрено доста застарен, бидејќи мислам дека многу повеќе може да се искористат средства кои би се собрале, кои би ги имал тој фонд во веќе некои што пробуваат да имат некој бизнис, бидејќи во денешно време некоја моја гледна точка работејќи со стартапи, со бизниси во маркетинг секторот е дека доста повеќе работи се оптимизираат и повеќе пари требаат за нешто да се прилагоди, да се направи да е добро и како што треба, отколку нешто само да се иновира. Така што и самиот тој збор на иновација некако како да губи тежина, некое мое размислување, па ме интересира дали во тој сектор би се насочиле така што некој што веќе постоечки бизнис модел на кој што му треба финансија, дали и тие исто така ќе имаат. Токму терминот иновација во последните 7-8 години со фондот за иновација го изгуби значењето, затоа што видовме што се сметало за иновација всушност не било. Заради тоа јас многу повеќе ги ценам овие дигитални иновацијски хабови, затоа што од страна на академскиот сектор во смисла на ФЕИТ, на Финки, на универзитетот во Штип, универзитетот во Битола, професорите кои што се вистински научници во сферата на ИКТ, можат да кажат дали ова навистина иновација, дали ова треба да се тестира, треба да се овој прототип да се изгради или станува збор за некоја копија, некоја. Не сметам дека ние од владата можеме да бидеме тие кои што кредибилно ќе оцениме дали нешто е навистина иновативно, нешто е невидено до сега или невидено на македонскиот пазар, или пак нешто е фейк, да се изразам вака со градски речник, затоа што премногу има инфлација на терминот иновација. И наша цел е токму таа да расчистиме со квази иновациите од минатото, но вистински да инвестираме во вистински иновации во иднината, дали да ги наречеме технолошки развој, дали да ги наречеме дигитализација на процеси. Професорите некои од нив ги нарекуваат test before you invest, дали се некои прототипи, дали финансираме прототипи. Сето тоа ќе треба да размислиме кој е начинот на кој што би требало да го поддржиме. Разговараме со премиерот, не знам вашата публика колку информирана. Премиерот е доктор науки по машинство, но неговата експертиза е токму оваа иновативност на употреба на фази логика во процеси на машинството. Така што некоја комбинација на програмирање, електротехника и машинство. И дури многу повеќе од мене како правник ги разбира работите и разбира што е тоа вистина иновација, што е роботика, што е artificial intelligence и кој е начинот на водење или на поддршка на овие процеси, но мора да го исчистиме теренот за да може да стасаме од такво нешто.